Драги ученици, добре дојдовте во e-училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуќа Алију, наставник по македонски јазик во основно училиште Истикбал Тетово. Ова видео настава е наменето за ученици од 9-то оделение. Што ќе учиме денес? Денес ќе учиме за зависно сложени временски реченици. Цели за овој час се да ги препознавате временски зависно сложени реченици во текст, да умеете истите да ги дефинирате, да умеете правилно да ги употребувате. Примери. Откако Бојана го доби писмото од незиниот маж, целата се изгуби. Солзи потекоа од очите кога го прочита писмото. Што туку го прочита, го остави на масата и со длабоки мисли за крстана, легна на стариот кревет. Туку што легна, заспа во длабок сон. Се разбуди кога некој и тропна на вратата. Ќе излезам надвор кога ќе напишам домашна работа. Додека учев, ме викнаа другарите. Штом заврна, сите се разбега. Ја прочита лектирата пред да им биде зададена. Откако заспа, го изгасија светлото. Што се временски или темпорални реченици? Временски, темпорални реченици се вид зависни прости реченици во составот на една сложена реченица кои покажуваат време кога се вршело, се врши или ќе се врши дејството во главната реченица. Според правописот, како треба во правилен начин да бидат овие реченици? Можат да стојат во обичен ред и во инверзија. Кога се наоѓаат во инверзија, се одделуваат со запирка. Во спротивното не се одделуваат. Инверзија, преметнат ред на реченици, кај овој вид зависни реченици е кога временската реченица ќе се најде пред главната реченица, додека обичен ред е кога временската реченица ќе се најде по главната реченица. Тоа се гледа од следниве примери. Што туку се зазори, станав. Во првиот пример имаме временската реченица кога е во инверзија. А во вториот пример имаме станав, што туку се зазори, што временската реченица е во обичен ред. Сврзници за овие вид реченици се кога, штом, што туку, туку што, откако, од кога, пред да, дури, додека. Кај временските реченици, зависната дел реченица го дава времето кога се врши дејството во главната. Примери, кога зборува, сите го слушаат. Откако се облече, излезе. Ќе заврши часот, додека се смирите. Забелешка, што вие треба да знаете и да запамтите. Се добиват со проширување на приложката определба за време, додаток за време, а можат да се барат на прашањето кога. Ајде да повторуваме уште еднаш со какво прашање се барат. Се барат со прашањето кога. За време на зимскиот распуст ќе одам на Маврово. Кога ќе одам на Маврово? За време на зимскиот распуст. Кога ќе дојде зимскиот распуст, ќе одам на Маврово. Убави се лозјата во пролет. Во пролет е приложка определба за време. Убави се лозјата кога ќе дојде пролет. Убави е главна реченица, а кога ќе дојде пролет, значи ќе дојде е временска реченица во обичен ред. Временските реченици можат да се добиваат и со проширување на глаголскиот прилог. Примери, одејќи по пругорнината, многу се заморив. Кога одев по пругорнината, многу се заморив. Лизгајќи се по снегот, си ја повредив едната нога. Кога се лизгав по снегот, си ја повредив едната нога.
Глаголскиот прилог кај овие примери е во првиот пример одејќи, што е со наставката јќи, одејќи, а кај вториот пример имаме лизгајќи со наставката јќи. И за домашна задача, вие, драги ученици, треба да пополните празните места со соодветниот сврзник кога, додека, пред да, штом, што туку, откако. Почна силно да врне, се симнав од автобус. Треба да го пишувате сврзникот во соодветното место. Се најдовме со Марија, седнавме на едно кафе во ресторант Ванила, затвори ги сите прозорци, ќе излезеш од дома, се откажеш од работата, размисли добро за последиците. Ја напишав домашната задача, снема, струја и човекот учи, е жив. Ова е поговорка и како треба да биде? Човекот учи додека е жив. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успех.